Во мија интервју денеска разговараме со Александар Пандов, ВД директор на Управата за извршување на санкции. Господин Пандов, ви благодариме што прифативте да бидете дел од ова интервју. Благодарам за поканата. Веќе 2 месеци сте на оваа функција и верувам успеавте да направите увид во најголем дел од затворите низ државава. Можете ли накусо да ни ја доловите сликата во нив? Да, благодарам Ангела за поканата во твојата емисија. Состојбата во македонските затвори јас ја делам во два дела. Една е инфраструктурна, како изгледаат затворите, второ е какви се условите и како се работело во македонските затвори. И сега, ако гледаме инфраструктурно, од по-бенигното ќе тргнем. Ако тргнеме од како инфраструктурно изгледаат македонските затвори, во дел од нив јас би рекол дека е одлична. Имено, да речеме, Кумановскиот затвор би го издвоил како еден од најновите затвори во Македонија, кој што го има изградено минатата влада на ВМРО-ДПМН, е во одлична инфраструктурно, изгледа одлично затворот и условите на затворениците е добра. Да, има таму проблем со недоволно вода, не е дека нема вода, има потреба од повеќе вода, меѓутоа инфраструктурно е одлично. Би го издвоил исто ВП домот, воспитно-поправниот дом за деца и малолетни лица во Ковија, кој што исто така е изграден во време на минатото владење на ВМРО-ДПМН, и јас се малце глупо таква споредба да направам, затоа што сепак се работи за воспитно-поправен дом, меѓутоа условите кои што ги имаат таму младиве лица, верувај ми, се можеби за најголем дел од деца на дома што имаат, ги немаат тие услови кои што ги имаат они таму. Почнувајќи од местата, собите кај што се сместени, до мензата каде што јадат, просториите, занималните, сето тоа е одлично. Имаме отворено и полуотворено оделение, исто така, да не повторувам веќе, тоа се подразбира дека е во времето, минатото владење на ВМРО-ДПМН, што се изградени во Казнено-поправниот дом во Идризово, и тие исто се во вака инфраструктурно гледано одлична состојба. За жал, има одреден број на затвори кои што инфраструктурно има и не има потреба, него мора да се инвестира во нив, и тоа сигурно дека ќе биде направено во идно време. Инфраструктурно, кога говорам, исто така е голем проблем што, за жал, во Идризово е изградена завршена само првата фаза од неговата изградба. Имено, уште 2010 година Република Македонија добива заем од Банката за развој при Совет на Европа за изградба на супер нов затвор во Идризово, и завршена е само првата фаза. Во минатите 7 години не е направено ништо, а при тоа, кога би била завршена и втората фаза, ќе било направено супер ново и современо затворено оделение. Она што е за мене многу важно, притворско оделение, и нова кујна би имало, нова амбуланта за затворениците. Кога би се направило тоа, и сега и понатам, одма да го расчистиме тоа, ја сега во овие 2 месеци се право да имено што се случува сега во Македонија. Тие пари кои што се позајмени, дел се потрошени за отвореното и полуотвореното. Меѓутоа, за ова остатокот, парите сега ни се под мораториум, затоа што при контролите на ЦИПИТИ, односно Комитетот за превенција од тортура, имаат големи забелешки за македонските затвори, и ние безмалку ни се замрзнати тие средства. Истиве треба да дојдат од 7 до 10 октомври во Македонија. Ќе имаме состанок со нив, меѓутоа ќе имаат состанок и со министерот за правда, со премиерот на Република Македонија Христијан Мицкоски, и јас и повиканите ќе направиме се да ги увериме дека правиме и ќе правиме
се за подобрување на оние забелешки кои што ги имаме од нив дадени, за да можеме да започнеме, јас се надевам со Господ напред дека до година ќе започнеме, ќе го распишеме тендерот и ќе го започнеме изградбата на втората фаза. Она што ти го потенцира притворското оделение, зошто? Затоа што исто во време на владењето на на ВМРО ДПМН, минатото владење на ВМРО ДПМН, имаме изградено супер модерна судница во одма до затворот Идризово и идејата била да притворените лица бидат сместени, да имаме таму притворско оделение, таму да бидат сместени и тие да без никакви трошоци и стопирање на сообраќај и било што да бидат носени од притвор директно во судница. За жал, сега не е тоа така и за секое осумничено лице кое што го носиме од притвор во судница, и не вчера, мислам, или денеска, кога требаше да има пред неколку дена почеток на судењето за обвинетите за убиството на девојчето и на Панче, на повозрастното лице, секој еден осомничен што го носиме од притвор до кривичен, нас како граѓани не чини 42.000 денари. Во таква ситуација тие трошоци не би постоеле. Сакам да кажам, инфраструктурно правам и ќе правам се во наредниот период. Тоа ми е главен таргет, изградба на овие делови, на втората фаза во Идризово, нормално, со помош на владата, оние затвори кои што се, ете така да кажам, запуштени во минатиот период, да ги реновираме, да ги освежиме, дали тоа се собите, купатилата каде што одат затворените лица, мензите, зависи каде како. Има потреба од инфраструктурно. Она мене што ме загрижува, Ангела, што јас го наследив е начинот како биле чувани или не чувани затворените лица во Македонија. Имено, веќе е третирана темата, меѓутоа не можам да не повторам. Првичните информации кога дојдов како веде директор на управата за извршување санкции беа дека во одредени македонски затвори ние како граѓани сме верувале во тоа дека одредени осудени лица се во тие затвори. Информациите беа такви и со таа воредна контрола и ми се докажа тоа, дека тие осудени лица излегувале и влегувале во затворите кога им се сакало и како им се сакало, дека одредени осудени лица по неколку дена биле надвор од, дури некои и многу повеќе од неколку дена, биле надвор од затворите, а со знаење при тоа морам да потенцирам на директорите во одредени такви. Не велам дека во сите затвори тоа се случувало, но имаме и докази веќе и информирано и МВР и обвинителство дека одредени раководители, односно директори на затворите, буквално се однесували, тоа пред некое време го кажав, во стилот на Луј 16, мислам дека беше, он велел државата, тоа сум јас, овие нашиве директори биле затворот, тоа сум јас. Што си правеле? Пазете, примерот ќе ви дадам. Значи, се знае спровод на затворено лице. Има, ако се носи на суд, за некое ново дело ако има, ако се преместува во некоја друга казнено поправна установа, или ако има потреба до клинички центар да се носи или до некоја друга здравствена установа. И имаме писмени сега документи во кои што на молба на затворено лице, заради прослава на Великден или Курбан Бајрам, заради раѓање на дете или болна мајка, со спровод на затворска полиција, со приватни возила, биле носени до нивните домови. И има, што имаме, да речеме, видено сега, во интерес за да можат гледачите да не разберат. Имено, секој затвореник има третман. Кога ќе влезете во затвор, добивате третман. В, Б или А. Во зависност од тоа вие со каков третман
а имате можност или немате можност да излегувате, никаква можност немате да излегувате од затворот. Најтешкиот е В1, во кој што буквално седите само во затвор. В2 или В3 веќе имате право на викенди на 60 дена, со Б имате на 45 дена, со А третман имате на 30 дена право на викенд. Или, па уште со А третман имате право на работна ангажираност, као познатиот случај со Катица Јане. Сега, на своја рака, значи има правило како и правилници и закон како се менува третман. Одредени директори заради, сигурен сум, материјални добра, ги менувале третманите на одредени затвореници. Дури повеќе, сега на суд тоа ќе се докажува тој. Имаме случај да има отпис на неколку години на затворска казна на одреден затвореник. Повторно, тоа директорот самиот така се почувствувал и го помилувал, така да речам, тој затвореник. Сакам и завршувам со ова, сакам да кажам, тоа за мене се и повеќе од алармантни работи. Јас искрено како до вчера граѓанин кој што сум ги гледал затворите од друга на страна, никако, ама буквално никако не сум ги доживувал дека до толку се порозни и дека до толку може такво однесување да има со затворени лица, како што имало во Македонија. Ке се надоврзам на вашиот одговор со две прашања. Зошто сега не ја пуштивте во употреба таа судница во Идризово, имајќи предвид дека вчера беа спроведени 4 лица од висок ризик, верувам, и како гарантирате сега вие, бидејќи потпишавте неколку барања за прекин на казната на осуденици, помеѓу кои имаше и осуденици за 27 април, како гарантирате дека ќе се вратат? Дали можеби имате некои построги мерки сега? Вака. Судницата е направена и таа може да функционира. Не сум јас тој кој што одлучува каде ќе биде судењето. Веројатно, пресметката на тоа дека од притворот шутка да ги однесат до кривичен им е поисплатливо него да ги носат до Идризово. Јас онакова ви говорев од тоа дека таа судница би била во полна функција, би била во оној момент кога притворот би бил главниот притвор во Македонија на крајот од денот, како сега што е шутка, односно затворот Скопје, би бил во Идризово. Сега и понатака притворените лица, па и овие четворица се наоѓаат во затворот Скопје. Околу прекините кои што ги давам. Значи јас како ВД директор на управата за извршување санкции, ако затворено лице донесе здравствена документација потпишана од специјалист дека ургентно или со закажан некој термин, може и после месец дена да биде, за извршување на некоја операција, која што специјалистот навел дека е животно загрозувачка за тој затвореник, јас како директор сум обврзан, како човек на крајот од денот, на тоа затворено лице да му дадам прекин. Така, со таква здравствена документација, најголем дел од, предпоставуваме, прашувате за осудените лица за 27 април, кои што ги добија такви прекини, дојдоа, испратија во управата за извршување санкции и јас имам потпишано. Сега, за да видиш и ти и македонската јавност мирно, најголем дел од тие, веќе им се завршени прекините и тие си се вратија во затворите, а немал дел од нив, во меѓувреме, они имаат право, ако е констатирано дека нивната здравствена состојба нарушена, имаат право да бараат од судовите исто такви прекини. И судовите имаат право да издадат и подолги прекини, кај мене е до максимум 30 дена. Како најзвучно име, така да речем, затоа што се работи за поранешен министр за внатрешни работи, господинот Митко Чавков, исто така имаше прекин и имаше многу галама во македонската јавност како тоа на поранешниот министер сум му издал прекин. Во меѓувреме, господинот Чавков, јас колку што сум информиран од затворот, затоа што таквиот прекин кој што му е даден сега од судот, он го информира затворот, не управата, има добиено 3-месечен сега прекин, мислам дека му завршува негде кај ноември месец, и немал дел од
другите осудени лица, повторно ќе речам за 27 април, имаат сега добиено од судовите повторно прекини, кој на месец, кој на 2, кој на 3 месеци. Која е гаранцијата дека ќе Гаранција се не постои, ако како што и за секој ден кој што ќе биде пратен со закон, што им следува овие со третманите, што ви ги кажував, на 30, 45 или 60 дена, кога ќе го пуштиме ние на викенд. Ако не е вратен, тоа значи дека е во бегство. Ние веднаш го информираме Министерството за внатрешни работи и тој осуденик се води како бегалец. Во моментов, како наследена состојба што ја имам во затворите, околу 200 луѓе се водат така дека се во бегство. Во таа насока беше и моето прашање, за да не се повтори тоа, дали може би постои некој начин да се следи ситуацијата за да бидат под надзор, условно кажано. Знаете да каде, сигурни според дека мене, ќе она се што може да смениме, ние не во Македонија, тоа е законот во Македонија, меѓутоа ние нити сме ги измислиле затворите, нити законот е наш налик на европските закони за извршување санкции. Може би тук и таму некој член е различен, меѓутоа најголем дел од членовите се како што се и во останатите европски затвори. Ние немаме право на затворениците да им го одземеме, повторно ќе речем, кога ќе одлежат одреден период во затворите, да им го одземеме правото на викенд или подоцна и правото на одмор. Меѓутоа, она што мене ми паѓа во очи е дека оние најзаложените кои што работат во делот на ресоциализација и кои што они им ги даваат тие третмани, и во идно време ќе имаме и советување и мои насоки кон тоа, и со делот нив имам разговарано, е дека таквите третмани и таквите погодности им се давани календарски. Зборувам сега. Вие одложувате половина од казната, вас ви се менува третманот. Ви истекува 2/3 од казната, ви се менува третманот. Дека она што мене ми падна во очи, одредени проблематични, како се вика, затвореници кои што биле насилни во самиот затвор, кои што не го почитувале кукниот ред на затворот, кои што биле насилни и према затворените лица, меѓутоа и према вработените. Пред се тука мислам на затворската полиција и на луѓето од ресоциализација. Повторно, безмалку било така работено со нив, календарски. Им доаѓа времето, им се менува третманот. Насоките од моја страна е дека тие третмани ќе бидат, тие луѓе ќе бидат регресирани, сигурно, и погодностите кои што ќе ги имаат, ќе им бидат укинувани, односно многу потешко ќе доаѓа до тоа, до можност да излезат на викенд или на 7 часа, има и таква погодност, 7 часа да излезете од затворот, дека таквите погодности нема да ги добиваат или многу ретко ќе треба многу време да помине за да ги добијат. Тоа е единствениот начин како може да се борите. И повторно ќе ви речам, не постои законски никаде без малку. Сега, може би во некои тоталитарни држави, да воопшто не им се дава правото на викенд. Господин Пандов, пренатрупаноста на затворите беше еден сериозен проблем во минатото. Каква е ситуацијата сега со бројката на затвореници и како планирате вие да се справите со овој проблем? Има, да, и понатака е алармантна е состојбата со места во затворите. Полни се затворите, наједноставно кажано. Не полни, преполни се затворите во Македонија. Има два начини кои што едниот е поспор, меѓутоа кои што сигурно во голема мерка ќе ги реши работите. Пак ќе речам, неколку години ќе треба да помине, тоа е она што ви го говорев, да сите засукаме ракави и да час поскоро почне со изградба втората фаза на затворот Идризово, затоа што над 1000 места плюс ќе се добијат легла, ќе се добијат со изградба на завршување на втората фаза во Идризово. Меѓутоа, има уште една работа која што би сакал да ја потенцирам. Имено, граѓаните
не знам колку се запознаени, ние како држава имаме сега закон за пробација и имаме пробацијски канцеларии. Тоа што подразбира дека луѓе условно осудени имаат со условен отпуст кој што добиваат, одат подоцна се обраќаат и комуницираат со пробацијските канцеларии и ние сега во моментов имаме 11, треба уште во 3 општини да отвориме такви пробацијски канцеларии и тие функционираат веќе 4-5 години. Меѓутоа, она што паѓа во очи, да речеме, ние во моментов имаме околу 650 се уште тие се уште осудени лица, меѓутоа кои што се под пробацијски надзор. Праксата во Европа и во западната демократија, што целиме ние, е дека ако имаме во моментов 2400 затвореници, без малку 50% да бидат под пробација. Сега, кај нас пак ќе ти повторам 650. Она што паѓа во очи е дека од тие 650, 450 луѓе кои што се со условен отпуст се во Скопје. Да, Скопје е најголем град, да, има најголем број на осудени лица кои што се од Скопје, меѓутоа не е така соодносот. Останатите 200 само се од останатите општини во Македонија. Имаме намера, мислам дека и веќе месецов се закажани некои состаноци со одредени судии, а подоцна и цел судски систем, да го потикнеме, да го охрабриме, да луѓе кои што, затоа што законот сега вели вака, ако вие половина од казната ја имате одлежена, вие имате право да побарате да бидете префрлени на пробација. Многу ретко, односно во Скопје повеќе, надвор од Скопје многу поретко, но повторно ќе речам недоволно им се дава така тоа право на осудените лица. Зошто е тоа така? Ке треба да се разговара со судиите, но она што би го потенцирал, да речеме она што ви го говорев со тие третмани. Третман значи дека вие сте веќе во отворено деление. Вас самиот затворски систем вас ве третира, вие не сте веќе во големи зидови од по 3, 4, 5 метра околу вас, него оградата која што ве дели со надворешниот свет е метар и пол, 2, и тоа не е не знам какви бројот на затворски полицајци кои се околу вас е многу помал. Дури повеќе имате право кога сте со третман да побарате работна дозвола од управата за извршување санкции и да бидете работно ангажиран, односно 7 или 8 сати секој ден вие да издегувате од затворот. Факт е дека во тој момент вие треба, затоа што тоа го објаснував на повеќе пати, еве вчера беа пред неколку дена луѓе од управата за извршување санкции беа во контрола во Прилеп, познатиот Чипсио беа меѓу другите и кај него беа да го проверат дали он имаше дозвола за работна ангажираност, не беше на работа, така да ќе му биде одземена. Познатиот Назаев началник што беше во Прилеп, на полициски началник, изиграваше чистач на луѓе на кои што транспортираа дрога. Сега, и он работел во дистрибутивна фирма. Не може он да прави дистрибуција. Не можете да бидете работно ангажиран како таксист, како можете ако ќе го пријавите вашиот работен ангажман да биде на едно место, не може да биде. И ако ние како држава, сакам да речем, ние како затворски систем им даваме такво право на затворени лица да издегуваат од затворите, ние зашто тие истите да не им го дадеме и правото да бидат под пробација? Нас секој еден затвореник, минимум, Ангела, не чини кога пред некое време ми правеа пресметка во управата, минимум не чини ако ставите храна, струја, вода, сместување и плата за вработените. Затоа што ние, нели, затворската полиција која што е вработена, луѓето во ресоциализација, во управата.
ако им ја расподелиме на секој еден затвореник, минимум 50 евра на еден затвореник не чини. Од тука сакам да кажам дека има околу 400, мислам дека луѓе кои што се со А третман, треба дел од нив, и јас ќе работам на тоа да дел од нив добијат да бидат префрлени на пробација, и јас искрено се надевам дека ќе успеам во тоа. Дополнително веќе говорам со директорите на затворите и со нивните управи, правна помош да им биде дадена, затоа што имаме затвореници кои што не ги знаат дека ги имаат тие права, да бидат правнички поучени како да бараат условен прекин, и јас искрено се надевам дека во скоро време ќе имаме подобрување на тоа и дека бројката која што ќе биде под пробација ќе биде многукратно зголемена. Со самото тоа, да не потенцирам дека ако ние неколку стотина од нив ги префрлиме на пробација, тоа ќе биде неколку стотини места ослободени во затворите. Тоа е она на краток рок на кој што ќе гледам да ги растеретам, така да речем, затворите. Добро, што станува со затворската полиција, која е исто така дефицитарна, и дали можеби имате проблем со дефицит на друг персонал, како оние вработени за ресоциализација и слично? Да. Во моментов, Ангела, има околу 300-400 луѓе кои што фалат во цел затворски систем. Кога говорам тоа значи дека пред се и над се затворски полицајци, меѓутоа и луѓе во ресоциализација, луѓе во финанси, во човечки ресурси, во правниот дел по управите кои што се на затворите, и јас се надевам дека тие вработувања ќе бидат одобрени во наредната 2025 година. Со затворската полиција, да, имаме најголем недостаток ние во затворската полиција. Види, именно каде е настанат проблемот? Има неколку кратење. Прво, луѓето се со бенефициран стаж и релативно млади заминуваат во пензија. Втор дел, имаше во минатиот период, дел од нив беа, така да речам, фатени во тоа како чуваат празен кревет. Сега имаше неколку случаеви на обид на влез на опојни средства. Нормално со самото тоа го губат вработувањето, но она што е најзагрижувачки за мене, што дел од нив имаат напуштано во минатиот период од безбедносни причини. Платите на затворската полиција за македонски услови воопшто не е лоша. Пак ќе повторам, они имаат бенефициран стаж, имаат заради безбедносен ризик 30% додаток на плата, имаат, како и во администрација што носи ред, нокни смени, празници, ова, она. Човек со средно образование, и со високо образование, доаѓа до пристојна, многу повеќе од она што е просечната македонска плата. Меѓутоа, безбедносната состојба во дел поготово од македонските затвори била, да не речам и се уште, не велам дека е надмината сето тоа, но работиме да не е тоа така, била до тоа ниво донесена, да дел од нив и покрај платата, како најмотивирачка за да извршувате вие некоја работна обврска, ги напуштале своите работни места, односно давале отказ. Јас сега дека да одам, сега им говорам, ги охрабрувам, при тоа да не напоменувам дека, да речеме, како податок 12 или 13 години, ова е точен податок и во буквално толку години македонската затворска полиција нема добиени униформи. Може да замислите вие дека кога одите во затворите, може да начекате затворски полицајци кои што се во патики, во фармерки, во мајци, да безмалку не може да знаете кој е затвореник, кој е затворска полиција. Тоа ние како држава не сме им го дале на тие затворски полицајци. Да не говорам дека во голем дел затворската полицајци основните средства кои што им биле потребни, дали се лисици, ова или она, не ги имаат. Да не говорам дека оружје немал дел од нив, немаат задолжено.
односот, освен платата, другиот однос на државата кон затворската полиција бил очаен, бил многу лош. За сето тоа, јас нешто сум информиран, сега во идно време ветувам и тврдам дека ќе направам се да биде сменето. Да нашата затворска полиција да биде гордост да човек работи како затворски полицаец. Меѓутоа, повторно ќе ти потенцирам, самата опрема или униформа не е толку лоша. Лошо е што тие луѓе се чувствувале незаштитени. Тие луѓе се чувствувале дека одредени затворени лица имаат таква подкрепа од дел од директорите или надвор од некои одредени мокни политичари, да што и да направат натре и како и да се однесуваат према тој затворски полицаец, не им може никој ништо. Тоа веќе е заборавена приказка и такви затвореници кои што така се однесуваат ќе бидат најстрого санкционирани во рамки на законите, позитивните закони кои што ги имаме ние, но ги имаме доволно многу да можеме да се справиме сега со нив. Она што би сакал да потенцирам е дека во меѓувреме и во законот, новиот закон за извршување санкции, ние имаме законска сега можност да имаме интервентна единица која што со такви насилници, такви луѓе кои што така се однесуваат према затворската полиција, самата затворска полиција да нема потреба да се справува со нив, туку под моја команда или во останатите затвори, имам такво право и во затворот Идризово, меѓутоа во затворот Идризово и директорот на затворот Идризово ќе има право да ги повика тие момци да дојдат и ете тие силни такви фраери кои што се со дечки од интервентната единица да се справуваат. Таа е во формирање и мислам дека не во полн состав, меѓутоа со одреден број на луѓе ќе биде веќе до крајот на септември во употреба. Верувам дека таквите, повторно ќе речам, насилници ќе размислат дали така ќе се однесуваат и понатака како што се однесувале до сега. Една од темите која што ми ја подолго ја следи е образованието во казнено-поправните установи, конкретно во воспитно-поправните домови, кои што го нема веќе 3 години. Како ќе го решите овој проблем, имајќи предвид дека започна учебната година, а децата во ВПД домот во Волковија не седнаа на училишните клупи? Да не се правда, меѓутоа тоа ми е мене наследена ситуација, ќе направам се за да тоа се смени. Она што бев информиран е дека е започнат тој процес, меѓутоа сега повторно така е како што кажуваш застанат. Јас ќе направам обид со новата министерка за образование да им овозможиме на децата во Волковија, па и било каде во сите казнено-поправни домови или установи да имаат образование, затоа што и кај затворениците, не само кај малолетни лица, и кај затворениците имаме неписмени луѓе кои што тоа е посебна тема за цела емисија, колку ние како држава и како затворски систем не дека немаме ние ресоциализација, меѓутоа самиот податок дека над 60% од затворениците ни се повратници доволно говори колку ние тие луѓе сме успеале да ги ресоциализираме. И те уверувам и тебе и македонската јавност дека многу ќе се насочам во наредниот период да и ова кога говорам околу вработувањето, голем број на луѓе ќе бидат исто вработени, јас се надевам дека ќе биде одобрено од Министерството за финансии и администрација и они треба да одобрат, ќе бидат одобрени голем број на вработување и тие вработување немал дел се и за предвидени за луѓе во ресоциализација. Проблем беше и просториите за девојчињата кои што се упатени во воспитно-поправен дом. Е на пат да се реши, меѓутоа може ли да не информирате дали е започнат процесот? Започнат, да, јас сум информиран околу тоа, јас бев во воспитно-поправниот дом, таму постои единственото решение. Сега е во Волковија се три згради, една од тие згради да биде направено
за девојчиња фактички. И тоа не гледам друг начин да сега јас ти кажам, ние нов затвор ќе направиме, нов воспитно поправен дом само за женски особи, тоа сигурно ќе трае години. Најбрзо решение е една од тие 3 згради да биде преправена и да се направи да се огради нормално од останативе 2 згради каде што се сместени машки деца. Тоа ќе биде направено во наредниот период, а ќе го мислиме дали е тоа трајно решение. Можеби не тврдам дека е, меѓутоа тоа е единствениот начин како сега да се реши. Значи, адаптацијата се уште не е започната? Не. Што доколку во меѓувреме некој девојче биде упатено во воспитно поправен дом? Ќе го размислиме кога ќе дојде така. Може ли само накусу, кој е идеалниот казнен систем според вас и како планирате да го уредите? Како мислиш, кој е? За издржување на санкции, системот. Не, ние по закон сме окей. Ангела, јас немам нешто многу. Имам забелешки на последниот. И тоа е направен сега во април месец. Имам одреден број на забелешки и планирам во наредниот период да побарам измени на одредени точки или вметнување на некои нови точки. Имено да има многу, не се една-две на крајот денот, еве забелешка една. Кај нас, ако говориме дека имаме 2400 затвореници, не ме фаќај сега за збор, меѓутоа мислам дека околу 100 само се работно ангажирани. Сега, моите насоки кон директорите на затворите е да се обидат да постигнат договори со градоначалниците, со одредени други фирми, да што поголем број на, како се вика, затвореници бидат работно ангажирани. А можат и со Б третман, затоа што тие со Б третман, овие со А третман излегуваат сами, овие со Б третман би требало да бидат придружувани од еден затворски полицаец. Меѓутоа, тоа се мажи кои што се физички во супер кондиција, најголем дел од нив, и за мене многу не е окей што тие се работно неангажирани. Само во мал број на затвори имаме фарми, имаме земјоделски дел, така да го наречам, каде што се одреден број на затвореници ангажирани. Меѓутоа, капацитетот на луѓе, а и потенцијалот кој што го имаме, затоа што од тој стар систем југословенски, најголем дел од нашите затвори имаат огромни земјишта. Тоа е сега супер неискористено. Онака, ништо, седи со трева обраснат. Во нареден период јас ќе се потрудам и ќе се обидам и ќе дури законски сакам да се интервенира во тоа. Има разни примери по Европа како се мотивираат затворениците да работат. Имено ако му биде едниот ако му биде понудена да биде работно ангажиран, он одбие да ги изгуби привилегиите, да не може да оди на викенд, да не може да оди на одмор. Вториот начин е, тоа се испитува, меѓутоа сакам како пример да дадам. Да речеме тоа е во Грција и во Франција. Вие 3 дена работите, 2 дена добивате скратување на вашата казна. Сакам да кажам, и 5 годишна казна затвор да имате. Ако вие 3 години работите, вие за 3 години имате, ако сте работно ангажирани, без малку за 3 години може да 3,5 години да излезете. Со самиот чин што повторно ќе речам сте работно ангажирани. И конечно околу тоа работно ангажирање според мене најдобриот начин за ресоциализација на еден затвореник е да е работно ангажиран. Било кој човек веројатно нормален да го затворите во 4 зида со одреден број на други мажи или жени, не е важно, ако ништо друго не прави, само гледа во телевизор или разговарате, ќе дојдете до тоа
на крајот се искарате и не знам што да правите. Од друга страна, работната ангажираност, ако тој човек излезе и 7-8 сати ги работи, ќе дојде, ќе јаде, ќе се истушира, ќе си легне, ќе си спие, ќе си биде умен. И она што исто така би сакал да го потенцираме, дека според мене, и тоа порано било така, меѓутоа сега не е така, сите тие луѓе не само образование, ние треба да ги учиме, еве Македонија, приватно вие да имате потреба од било каков занечија, веќе е тешко да најдете и на крајот од денот и сумата која што треба да му ја платите на тој занечија не е воопшто мало. Не гледам зошто немал дел од нив ние не ги научиме на одредени занаети, затоа што и непостојано градежните компании имаат отворени огласи за да кога ќе излезат, ние ги оспособиме да тие луѓе може да преживеат. Тоа сега во моментов не е така. Ние безмалку таков ни е системот да тој човек кога ќе излезе од затвор, едноставно ние не сме го осудиле, меѓутоа не сме го оспособиле да може надвор од затворот да функционира и таа е веројатно и главната причина зашто немал дел од нив повторно се враќаат во затворите. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам за поканата.